Шуто Ризари е единствената ромска општина во светот. Таквиот статус не е никаква помош за нејзините екстремно сиромашни жители, кои се во постојана трка за секој денар. Во Шуто Ризари се наоѓа и една куќарка, каде одбиваат да ги прифатат овие синоними, а особено стереотипите. Нивната трка е трка за подобро образование, затоа што, како што самите велат, оттаму почнува подоброто утре. Во оваа куќарка се наоѓаат просторите на ромскиот едукативен центар Амбрела. Организацијата веќе 12 години им помага на малите и младите роми да влезат што пообразовани во општествениот надпревар, што ги очекува во полнолетството. Зошто сакаш да доаѓаш тука? Многу е убаво тука. Нурсена се викам, имам 11 години. И кога ќе порастам, сакам да бидам ученика. Што најмногу сакаш да правиш тука кога доаѓаш? Математика. Друго? Букви. Ама бројки многу сакам да пишам. Ај напиши некоја бројка. Сакаш цела тетрадка? До пола. Зад проектот стојат Љатифа Шиковска и уште 14 активисти. Ромската заедница, колку и да е тешко, само преку образование и поддршка на нивните деца може да ја надмине сиромаштијата во која се наоѓаат. И од таа мисија, од тоа Амбрела никогаш нема да отстапи. Статистиката на Управата за развој и унапредување на образованието на заедниците вели дека во моментов 9400 роми се запишани во основно, а 1800 во средно училиште. Колку се надвор од образовниот процес, практично и не се знае, освен податокот дека во земјава се регистрирани 1600 такви деца, од кои поголемиот дел се роми. Но во овие бројки не влегуваат децата кои воопшто немаат документи, што дополнително го отежнува проблемот. Шиковска вели, институциите прават напредок, но не доволно брзо. Не велам дека има мал напредок во делот на образование, меѓутоа, нас уште многу деца ни се надвор од образовниот систем, а тоа го гледаме на терен, преди се, нели, бездомништвото, децата од бездомните семејства, децата на улица, децата кои немаат лична документација, изводи на родени, иако имаат право да бидат вклучени, но сепак во одредени региони тие не се вклучени. Позитивен пример за државен ангажман е привременото вдомување во прифатниот центар во Визбегово на 88 роми кои доскоро живееа под Скопското кале. На сите лица им се обезбедени лични документи, имаат аплицирано, некои од нив имаат остварено или се во постапка за остварување на социјална парична помош, имаат здравствено осигурување, децата се редовно вакцинирани, 22 деца редовно одат во училиште, 8 од возрастните посетуваат вечерно училиште и да кажам дека 11 лица се временно вработени. Услугите на центарот сепак не може трајно да се користат. Со новиот закон за социјална заштита, корисниците ќе треба полека да се осамостојуваат. Дека образованието е вистинскиот пат и покрај тешкотиите во животот, специфични за ромите, е став кој го брани новинарот Дехран Муратов. Но и дипломата, вели, не ги отстранува сите предрасуди. Најголемиот дел, може би да речам и 90%, од тие кои што завршија високо образование се или во некоја невладина организација, кои што работат, дури не ја работат својата струка за која што завршиле факултет, или па се во некоја институција каде што се безгласни. Тоа е она, може би, државата се уште нема доверба во ромите интелектуалци. Најдобро би било, дајте им позиција на ромите да работат за ромите. Но вистински позиции, не оние камуфлажи за да бидат супер представени пред Европа и светот. Клучот според Муратов е во образованието на ромите на мајчин јазик, но додава, такво нешто во моментов ниту се нуди, ниту пак може да се бара.
Она што би требало ние да го бараме како политичари, тоест да го бараат како политичари, е да има и катедра на ромски јазик на филолошкиот факултет, каде што ќе има студенти роми кои што ќе завршат факултет и ќе може во иднина, во некоја, не знам, 5-10 години, да речеме утре да ние бараме, но кога бараме и имаме капацитет за тоа што го бараме. Таков обид е направен во 2010-та со акредитација на предметот ромски јазик во 4 семестри. Во академската 2011-2012 започнало изучувањето како изборен предмет на филолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Уште при првите предизвици идејата пропаднала, вели тогашниот предметен професор Љатив Демир. Мојот статус не се реши, но не се реши и статусот на предметот на универзитетско ниво. Студентите од другите факултети наидуваа на проблем кога ќе сакаа да го изберат предметот. Нивните факултети не им дозволуваа да го запишат ромскиот јазик како изборен предмет. Демотивирачки за студентите беше и тоа што е само изборен предмет, а тоа значи дека при вработување не би добиле статус на наставници по ромски јазик. Демир заминал за Загреб, каде предава ромистика на филолошкиот факултет при Загребскиот универзитет, први такви студии во Европа. Замина и декадата на ромите, која помогна, но не ги реши најкрупните предизвици, меѓу кои образованието. Активистите повикуваат државата да не го заборави започнатото. Ние сме граѓани на оваа држава. Ние немаме друга држава. Ние сме лојални на нашата држава. И ние придонесуваме кон просперитет и прогрес на нашата држава. Нас не ни требаат одбележување на денови. Нас ни требаат вистински и реални потези од страна на власта. Од минатиот 8 април, кога ромите го одбележуваа својот ден, помина една седмица. До наредниот, институциите имаат полни раце работа, за наместо со заложби, пред ромите да се појават со решенија.